Добро дојдовте на уште една епизода од серијалот Интервју со менеджмент консултант. Како што знаете веќе, моето име е Данчо Димков и сум претседател на Асоциација на менеджмент консултанти МК 2000. За денеска имаме посебен гостин Ивана Дојчиновска Стојановиќ, која што е член на неколку управни одбори. Сега ги гледам АСК, Асоциација на советници за развој и кариера, МАЧР, Македонска асоциација за човечки ресурси. Исто така е член на МК, како и HR консултант. Ивана, добро дојде во програмата. Добре најдов и ти благодарам многу за поканата. Мене ме баш мило што дојде, бидејќи не сме имале луѓе од HR аспектот и пред да навлеземе во темата за денеска, која што всушност е HR консултант, дали ми треба и што да очекувам, да те замолам да ни се представиш за тие што не те познаваат, која е Ивана? Во моментот, како што ти самиот кажа, имам неколку улоги покрај тоа што се декларирам пред себе си како менеджмент за управување со луѓе или HR консултант, накратко кажано. Паралелно со тоа имам уште една мене многу драга улога, тоа е сум кариерен советник и обучувач на советници за кариера. И предавам HR предмети поврзани со менеджирање луѓе и кариера на универзитет и меѓу другото сум многу активна, како што и самиот спомена, во професионални асоциации, бидејќи тоа најмногу ме исполнува, тоа е моето влијание на развој на професиите во кои што јас сум се развивала. Мојот кариерен пат е вака како од книга, со едни убави премини од една во друга улога. Кариерата ја почнав како лингвист и многу озбилно, со голема љубов се занимава со лингвистика. Германист сум по иницијално образование, но тоа е од минатиот век и од минатите улоги. Јазикот, што до ден денес ми остана најголема љубов, ме воведе во 90-тите години во светот на меѓународната развојна соработка, како и многумина од нас. И таму практично учев за светот и животот, за светот на работата пред се. Темите на кои што ме насочи тој сектор се однесува на развој на работна сила. Работев долги години, останав во таа сфера, што е едно од најголемите богатства што ги носам, тоа е моето искуство во институциите на германска развојна соработка генерално, неколку, но најмногу во ГТЦ, денешен ГИЦ, каде што скоро 13 години во разни форми работев. Ја завршив таму мојата кариера како регионален експерт, живеев малку во Косово и Црна Гора за потребите на ГИЦ, главно на проекти за развој на работна сила, реформи во стручно образование и се специјализирав за премиен од образование кон вработување. И во 2007 година донесов една многу добра одлука, а тоа е да преминам од другата, потешката страна и да видам каде ова што ние сега одека го поттикнуваме и го заговараме, нели, и оставаме во закони, во решенија, во проекти, во пилоти, да како функционира во пракса. Преминав во бизнес HR, значи, и имав голема среќа да во изминатите 13 скоро 15 се вкупно, ако сите ангажмани ги соберам, да работам во корпоративен HR. Две побитни позиции имам, една подолга, 8 години бев директор на HR во една голема производна компанија, значи производство, што во мојата експертиза мене ми дава лично најголема тежина и имав среќа уште да работам една прекрасна банка како HR директор до неодамна, еве 1,5 година придонесувам кон ГИК економијата како консултант за HR и се обидувам знаењето што го имам собрано и искуството да го пренесам на компанија од локален контекст. Мојата мисија моментално е да работам со локални компании и да колку можам да помогнам во развој на економијата. Ете. Браво, Ивана. Мислам, како те слушам, размислам, си ги имаш стратегиски аспектите, првен од governance, HR policy creation, па во HR private сектор, и во private сектор го имаш баш и производствениот, меѓутоа и сервисниот, банката како сервис, и сега веќе сето тоа го заокружуваш како HR консултант, бидејќи
ги знаеш сите сценарија на high level и на low level и сега можеш како консултант да го споделиш знаењето. Ти си ни првиот HR консултант у овој серијал и така да си имам јас неколку прашања. Искрено мене најслаба алка ми е HR-от и затоа баш сакав вака да те поканам, да те прашам неколку прашања, како за мене, така и за останатите слушатели. Најосновно прашање ми беше зошто ми е HR консултант. Не само јас, сигурно и другите си го прашуваат. И на хартија или у теорија сите знаеме дека HR-от е многу важен, бидејќи без луѓе нема ништо, ама како собственици претежно на хартија е тоа. Теорија, дали HR е важен? Да, важен. Ама кога треба на вистина нешто да се направи на HR полето, не знам, повеќето луѓе с големи плата и тоа е тоа. И сега баш сакам да те прашам што всушност треба една фирма да направи на ниво на HR и зошто би го правеле тоа, што е бенефитот од ствари? Да, токму како што кажа, сите декларативно, каде и да отворите да прочитате нешто, кога и да слушнете човек кој е од бизнисот или зборува за бизнисите, ќе кажат дека луѓето се најважни во организациите. Тука нема дилеми, нема спротивставени мислења. Но кога во следниот чекор кој ќе тргнеме да видиме кои се и какви се луѓето и како ги управуваме за да станат најголем капитал на организацијата и да ја носат суштинската компетентност на компанијата, тогаш веќе почнуваат различните ставови, мислења, практики. Шкрипат работите. HR-от е интердисциплинарна наука која опфаќа повеќе сегменти и можеби заради тоа на луѓето им е тешко да ја дефинираат. Многу ми намислат дека нормално HR-от користи многу науки, интердисциплинарна е како база. Значи од психологија, социологија, но и математика и статистика, право, секако неминовен дел, меѓутоа споени во една комбинација која е незаменлива. И сега многу ми намислат дека например, ако имате главно во помали бизниси, тоа се случува да имате административни процеси покриени и поддржани со некаква правна поддршка, договори, пријави, одјави, администрација и така натаму, дека тоа е HR-от. Тоа беше онак кадровскиот аспект на HR-от. Или ако ангажирате, например, психолози, тим или еден, за да некакви истражувања прави на работната сила, значи сето тоа заедно вкомпонирано во еден систем со одредени чекори и приоритети, мапирани во процеси како било која друга функција во бизнис, тоа е HR. Сега зошто некој би му требал HR консултант, бидејќи голем дел од компаниите немаат капацитет, ниту се стигнати до степен на развој на капацитет за да формираат посебни HR оддели, да вработуваат професионалци. Тоа особено важи за помали бизниси. И во тој случај, за да се пристапи на било кој начин добро кон управување со луѓето, секако од есенцијална важност е да се праша некој како тоа се прави најлесно, најдобро. А во поголемите бизниси, HR консалтингот обично се користи за дополнување на активностите или за посебна експертиза во некои лимитирани проекти, како поддршка и така натаму. Што да се очекува од HR консултант? Па зависи од тоа каков тип на HR консултант ќе ангажирате. Меѓу нас има на пазарот, генерално во светот, луѓе, професионалци кои се специализирани на одредени процеси на HR, дали за регрутација или за развој на вработени, експерти за учење и развој, експерти за талент менеджмент и така натаму, зависи што ви треба. Или да изберете, ако сте помал бизнис и ако буквално целиот пристап сакате да го поставите, тогаш бирате консултант за стратегиски HR. И тоа е вака една форма која е, да речам, најкомплексната од сите. Јасно. Како те слушам, Ивана, во BizB ми треба стратегиски HR консултант. Бидејќи баш тоа ми беше едно следното прашање, колку луѓе треба да има во една компанија за компанијата да почне веќе да размислува дека треба дедициран капацитет или дедицирани ресурси за HR. Мислам, бидејќи кога се
почнува стартап како предприемач сам себе си, тогаш не ми треба HR човек за да се менаџирам себе си. Потоа додаваш уште тројца, 5 вработени, пак сме мал тим каде што уште можеш да аспектот на HR да го покриваш до некој ниво, меѓутоа како расте компанијата се зголемува и организацијската структура и комплексноста на работењето и чисто ме интересираше од искуство над колку вработени веќе треба сериозно да речеш или ти треба HR човек full time или веќе треба надворешен соработник кој што би ти помогнал во сите процеси. Порано постоја стандарди кои многу често стоја во учебници. Едно време, но поодамна беше на над 80 вработени, мора да имаш сектор за HR. Па се спушти таа бројка на 50, ама тоа одамна веќе не важи. Сега веќе толку се зајакнува разбирањето за тоа колку се важни HR процесите, не HR-ите по себе, туку HR-овскиот пристап во раководење со бизнисот, што буквално сведена е логички заклучокот од целото во моментот е дека секаде каде што има луѓе има и 3 точки, и ако има повеќе од еден, веќе постои некаква меѓучовечка релација, процес на усогласување и дури да се двајца, корисно е понекогаш да користите памет, знаење, пристап, алатки кои доаѓаат од професионалец. Битна поента фаќаш овде. Според мене, HR сектор треба да формира секоја компанија и да вработи професионалци секоја компанија која ќе дојде до одреден степен на развој. Бројот на вработени не е единственото мерило. Зависи од бизнис моделот, зависи од појдовната основа, дали сме стартап или сме веќе развиена компанија, дали во каква фаза на развој сме, староста на компанијата, зрелоста исто така е важна. Но веќе од пракса, вака и во Македонија, во регионов, моментално е тренд над 20-25 вработени веќе и очигледен е трендот дека се повеќе добри компании бараат сериозно да ангажираат луѓе, да интегрираат. А за консалтинг кај многу помали. Реков, од 20 навер. Да, не, во право си баш како те слушам Ивана, размислам дека и во различна индустрија, доколку е сервисно ориентирана индустрија, луѓе сервисираат фулфилментот од луѓе и тогаш уште поважен е HR аспектот. Не дека во производствениот не е важен, меѓутоа има и машини, има и процеси што може да се оптимизираат, меѓутоа во услужниот дел луѓе ја даваат услугата и тука мора да бидат тие мотивирани луѓе за да може да биде услугата на подруго ниво. Исто, додека зборуваме сега за процесите, за улогите на HR, колку фирмите усвари ги практикуваат овие процеси и улоги? Дали сега работи со различни компании, дали всушност луѓето викаат да имаме HR на хартија или имаме, не знам, од 10 процеси 2-3 само исполнуваме или веќе HR-от станува доста увиден од менаџментот у Македонија и се повише се практикува до или професионално тело, како што кажа, сектора да се направи, или пак веќе повише се бараат консултантите? Да, види, за ова за HR-от главните стереотипи и предрасуди кои евентуално постојат некаде за да се ангажира HR консултант или да се вработи HR професионалец е дека со луѓе сите знаеме, да не сме знаеле, неќе сме стигнале до овде. Тоа е главното. Сите мислат дека се експерти за работа со луѓе, што не е исклучено, се подразбира дека да, меѓутоа секогаш постојат алатки, еден левел ап, едно ниво погоре, како тоа може уште подобро да оди. Значи, не само да се браниме, да превенираме да се случат проблеми, оти кои ќе се случат веќе е доцна, туку и да направиме прогресија, да ги унапредуваме тие односи меѓу луѓето и начинот на кој тие работат заедно, за да се постигнат бизнис цели. Многу ми е важно да потенцирам дека многу ми намислат дека HR-ите во компаниите се за да бидат условно земена некаква замена за синдикат или на другата страна да бидат продолжена десна рака на некој менаџер кој не може да стигне сите да ги пофали или да ги искара. И тоа да го не е ни едно ни друго. Значи многу ми е битно да исцртаме вака
улогата на HR-ите, а таа се состои од 4 главни улоги. И на оските помеѓу иднина и сегашност, значи помеѓу стратегија и оператива, администрација и оператива, и на оските помеѓу процеси и луѓе, 4 главни улоги има HR-от. Во оперативниот дел е административен експерт, бидејќи мора, тоа е хигиена. Нели, тоа го имаат сите компании. Да. Договори, пријави, одија администрација, евиденции и така натаму. Втората оперативна улога, повеќе насочена кон луѓе, е шампион на вработените. Да, така од англиски преведено, практично тоа е улогата каде што HR-от се става во чевлите на вработените на сите, за подобро да ги разбере и да може да направи подобри информирани одлуки, системи, практики што му треба. И горе во стратегиските улоги е стратегиски партнер, бидејќи во денешно време во добрите компании HR-от седи на C-level. Значи сега веќе многу одамна сите развиени големи бизнеси имаат CHRO, како што имавме CTO и CIO и не знам, сите си, сега веќе C-suite-от е дефинитивно неминовен, неизоставен дел е CHRO, значи CHR officer. И така што има многу силна стратегиска улога. И четвртата улога е менаџер на промени. Така што најмногу компании кои што се во промена, преска кога ме праша кој бара HR услуги, често компании кои што се во промена знаат да им пикне дека HR-от им треба. Што покрива, кои процеси ги покрива HR-от? Значи вака, во секоја компанија има HR менаџер. Значи во секоја, без исклучок. Прашањето е кој е тоа сега, кој ги прави работи. Оти некогаш е некој што не е ваш HR, многу често е некој што не е ваш HR или не е свесен дека ги прави улоги. Еве што се покрива HR. Кога би имале добар комплетен HR сектор, HR ќе работи прво хигиена, администрација, пријави, одјави, евиденции, пребројување и така натаму. Правната усогласеност секако е база, секогаш. И понатаму по хиерархија ги кажувам, се по важност процесиве, значи од најосновен, наједноставен до најкомплекс. Понатаму поставување на HR систем, стратегија, политики, процедури, правила, упатства и така натаму, за да има систем. Понатаму организацијскиот дизајн, тоа е едно од најстратегиската улога на HR-от, значи организацијско архитектурирање и структурирање. Како ќе да видиме како ќе ги групираме луѓето за да извлечеме максимум бенефит за правење бизнис. Понатаму има 3 кор процеси кои што се на второ ниво: екипирање, да видим регрутација, селекција, стратегиско планирање на кадар, работни воведување и така натаму, онбординг, развој и обука, значи од кога сме ги донеле сега како ги развиваме луѓето. И тренинг continuous, значи континуиран развој, оти тој ако застане не е нешто во HR-от не е окей. И управување со учинок, перформанс менеджмент, кој иако е компаниски процес, не е стандарден HR процес, HR-от го координира најчесто. И ама тука не застанува сега полето. Од тука натаму нови проблеми се отварат. Современиве алатки. Значи понатаму доаѓаме прво управување со HR информацијските системи. Во денешно време неминовно надополнети со бизнес интелидженс, дата сајенс, посебно во големите компании. Без аналитика ништо не правиме, тешко доаѓаме до добри одлуки. Понатаму теми како што се организацијско однесување, задоволство, сето ова што е познато, општо познато како задоволство, мотивација, всушност во HR-от е преточено во така по конкретни теми како што се ангажираност на вработените, на пример, и така натаму, такви концепти, тоа се мери и се управува. Наградување, значи плати, системи на плати, фер награди и признанија, тоа е цела наука во HR. Потоа employee experience само по себе, значи тактиките за задржување на вработените како посебен подпроцес се вадат и се третираат. Ефикасност и продуктивност, повторно
као резултат на метриката, значи ние знаеме да пресметаме како секое движење практично на вработениот како излегува на крај во PNL-от. Да. И бренд на работодавач, employee branding, кризен менеджмент и менеджирање промени. Значи, сите овие сега што ги споменав, кои ќе ги ставиме во една рамка, добиваме комплетна HR функција. Јасно. И јас фатив дека полото немам во бизби. Баш вака, како ги кажа, по хиерархиски, мислам, валја ме интересираше како изгледа една HR консалтинг сесија, низ призма на јас сега не знам до кај сум со HR аспектот и сваќам дека ми треба HR консултант. И сега ти се јавувам тебе, Ивана, и ме интересира како изгледа таа HR консултантска сесија, колку се потребни, дали, не знам, со една сесија се средува, односно каков е тој процес на HR консултантство, ме интересира. Зависи за која намена се ангажира консултантот, значи доколку е тој парцијално поканет за да интервенира во некој веќе поставен процес, па од X причини заради некоја алатка или капацитет се ангажира. Обично тоа е HR аутсорсингот го работи, да ги разликуваме овие сега. Од стратегискиот консалтинг до HR аутсорсинг има голема разлика, зависи HR аутсорсинг. Кај нас локално има и стратегиски HR аутсорсинг компании, меѓутоа кај нас локално генерално парцијален аутсорсингот, можеш регрутација, обично аутсорсираат компаниите, се почесто, payroll, исплата на пресметка, исплата на плати и правните аспекти, кои имаат и консалтинг примеси, ама генерално се имаат лимитиран скоп. Сега, ако ангажирате стратегиски HR, многу тешко со една сесија дека ќе заврши, процесот изгледа вака. Значи, стратегиски HR консултант при влез во компанијата нема да може да работи откако ќе ги слуша моменталните состојби, перспективата на менеджментот. Најчесто менеджерите ангажираат, нели, па перспективата на менеджментот, откако ќе изслуша. Ако веднаш тргне во интервенција, ќе сгреши, мора да направи диагностика за да ги разгледа сите аспекти. Ние HR-ите постојано слушаме со две уши, две различни работи. Цело време сме помеѓу чеканото и нековалната. Ако не ја видиме другата страна, нема да можеме да дојдеме до вистинско решение. Неминовно ние да направиме диагностика. HR одит има во различни форми, зависи од намената, целокупниот опфаќа од правна усогласеност, од процедури, правила, системи за квалитет, зависи стандарди ако се воведени и така натаму, до испитување на разни истражувања на мислења, ставови, перцепции и така натаму на вработените, за да се дојде до точниот извор на проблемите. Што е специфично во HR консалтингот? Што најчесто последицата за која сме викнати да дојдеме да ја решаваме, не лежи во изворот во кој што оригинално си мислат менеджерите дека лежи. Проблем. Многу се долги овие каузални низи, бидејќи со луѓе кога работите, ништо не е многу известно и ништо не е праволиниско. Да. Значи, ние најчесто за да решиме еден проблем кој ќе избие таму као butterfly ефект, за кој што не викнале да интервенираме, мораме да тегнеме долги низи да видиме таму каде лежи. И обично, често тие низи се враќаат назад од каде што е пријавен проблемот. Така што, после диагностиката, правиме стратегискиот консултант ќе направи стратегија за пристап и по нормално како што си оди редот, со планови, чекори, најчесто се менуваат цели системи. Ништо во HR сферата во една компанија не може да се смени брзо. Тоа не значи дека многу долго ви треба HR консултант. Не неминовно, но процесот на промена, кога ќе се усталат некои меѓучовечки односи, нереално е очекувањето дека преку ноќ ќе се сменат. Практично има еден рецепт, вели колку време сме го граделе односот, генерално обично рачунај дека ќе му треба
долгичко да се исправи ако веќе Тоа сака сакав да баш да настави. прашам, Ивана, значи во диагностиката и во стратегијата дефинитивно треба HR консултант. Дали после има опции и во имплементацијата или тука завршува како консалтинг каде што ева стратегијата што треба да се направи и после интерно компанијата треба екзекюшенот на имплементирањето на таа стратегија или и Никако тоа не се смее да случи во заврши. значи Извини. континуирано. Апсолутно, циклусот не е завршен додека не ги видиме резултатите. Во HR-от не постојат тактики кои ќе ги примените off the shelf. Никогаш, ниту еден добар HR не може да биде сигурен во исходот на било која интервенција. И ние Најчесто сме така. свесни за тоа, бидејќи се работи за луѓе и многу фактори влијаат. Многу. Влијаат и другите процеси. Понекогаш е неопходно да направите многу измени во други процеси да се смени нешто во HR-овскава сфера, условно земен. После диагностиката и интервенцијата, стратегија по интервенциите, follow-up и научена лекција обавезно, за да повторно влезе во нов циклус, да видиме што е сега следно. Нема крај, со луѓе секогаш може да е подобро и се менуваат условите, се менуваат луѓето, се менуваат организациите и очекувањата од нив и мораме постојано да ги апдейтуваме тие системи. Дури, ова сакам да кажам, дури во процесите на консалтинг или менторство или коучинг, тука во HR-от тие три се поврзани. Нема шанси да ги издвоите, тешко ќе биде. Дури кога во овој процес една од задачите, јас често го правам тоа, мене ми е секогаш кај што можам, советувам да се интегрира HR функција во организацијата, да се вработат луѓе или да се изградат и да се зајакне таа функција за да може одржливо да си тера понатаму. Дури и таму пак е follow-up неопходен, додека таа функција фати некој ритм. Баш. Ивана, ова изгледа доста сложено. Кој може да биде HR консултант? Дали има некои критериуми за да може да се декларираш како HR консултант? Зашто сите овие процеси, чекори, улоги што ги кажа, не ми изгледа така наивно за да може да речам од утре јас сум HR консултант. Мене не ми е познато да постои некој јасно одреден стандард, освен стандардите на менеджмент консултантството, нели, кои даваат некаква рамка, меѓутоа од аспект на суштинското знаење, по мене искуство од компанија е повеќе од неопходно. Дури мене ми е тешко да замислам како би можел некој што нема работено во HR сектор, во друг сетинг, да бара искуство, секако дека бара многу знаење, и зависи пак повторно од тоа дали сте овака се вкупен HR консултант или парцијално работите. За рекрутмент, например, само многумина ги има и со право си ја носат титулата, рекрутерите, сад колку е тоа консалтинг, понекогаш прават и консалтинг, ги советуваат компаниите за профилирање и така натаму, но генерално по мене многу е важно да се има искуство од пракса. Јасно. Да, и јас баш зборував за стратегиски HR консалтинг, бидејќи те сватив од разговорот дека имаш стратегиски HR консултанти и специфични консултанти кои што се специјалисти за одреден сегмент од целокупното HR. И како компанија баш размислував за стратегиско HR, бидејќи кога немам никој како HR вработено во компанијата, не знаеме ни од каде да почнеме со HR. И валјда во тоа фаза е стратегиски HR, кој што прави со диагностика, да види каква е моменталната ситуација и каде има проблеми и каде има можности за подобрување, како што кажа, секогаш може и подобро. И потоа може дел од имплементацијата да се викнати и HR специјалисти, дали во областа на рекрутментот, дали во областа на правото, али како прв чекор е, значи, баш стратегиски HR консултант за да се направи таа стратегија на ниво на компанија. Токму така. Јас, ова ми е многу важно да го споменам, дека јас лично, претпоставам и
колеги што го работат слично во истото го прават. Никогаш не работам на правните аспекти без правник, на истражувањата на ставови, мислење, перцепции без психолог, значи и како менаџер на сектори за човечки ресурси, сум имала интердисциплинарни тимови и заговарам дека секогаш мора, бидејќи комплексна темата, мора да имаме луѓе кога ќе дојдем, кога ќе се постави стратегијата, апсолутно ангажираме други или препуштаме други да превземат специализирани од секој од свој аспект. Но ние, стратегиските консултанти, морат целокупното да го гледаат. И она што евентуално може би разликува понекогаш, е тоа дека ние мора да имаме многу високо развиено ниво на бизнес акюмен. Добро да разбираме бизнес. За нас поидовна точка е бизнес стратегијата и бизнес плановите. Мораме сите процеси да ги знаеме, да го разбираме бизнес моделот, како функционира, не сме експерти, ама мораме да ги разбереме односите помеѓу функциите. И она што нам не е на ум е дека и HR-от, како и сите други функции во компанијата, постојат тука за да ја помогнат на компанијата да направи предност на пазарот, а не за да згрижиме луѓе или само. И сега, нашиот начин е преку правење прекрасна околина за работа на луѓето, да направиме повеќе вредност за организацијата. Баш, многу добро кажано, Ивана. Мислам, многу пати од HR се гледа како HR луѓе, а всушност пак крајната дел како бизнис е дека ова пак директно влијае на PNL, Profit and Loss Statement-от, со цел дека среќни луѓе, добро обкружување за работа, големува и продуктивност и квалитет, што всушност пак директно влијае врз профитабилноста на компанијата. Сакав исто да прашам како е у Македонија сега ситуацијата со HR консултанти. Дали работат директно со компании, дали има многу компании кои што ангажираат HR консултанти и со каков вид на компании се работи? Дали претежно се, не знам, корпорациите кои што викаат ни требаат баш од стратегиски HR консултантство, бидејќи во сега откако те разбрав стратегиски специјалист, корпорациите викаат ни треба специјалист HR за оваа област да ми помогне за овој проект, меѓутоа кај малите компании што повише функционира? Кај малите компании повеќе работиме стратегиски HR, кај поголемите генерално, сега упросечено, нема правило, кај поголемите компании кои најчесто имаат веќе HR сектори, за среќа состојбите се подобруваат и во Македонија секој ден се повеќе компании, скоро сите компании што знаеме да ги именуваме имаат веќе некаква форма на HR, ваква или онаква. Ако немаат внатре, имаат некој кој ги советува, така што и се чувствува тоа, се чувствува и во атмосферата и во начинот на пристап кон професијата. Меѓутоа, се уште немаат сите. Тоа е проблем. Значи, специјализираните услуги најчесто одат во поголемите системи каде што со субспецијализација влегуваме сите кои што работиме. Понекогаш, ама кај помалите почесто повеќе им требаат стратегиски, бидејќи дури кога ве викаат за еден подпроцес, им треба помош за што и да е. Диагностика сваќаш дека пак треба цела. За развој на менеджмент обично е нешто менаџериве, не ми се дај што да правиме со нив и ти кога ќе влезеш, сваќаш дека мораме нешто претходно, чекор назад, да се вратиме, нешто друго да направиме, некој систем да се постави за да стигнеме до проста обука или што и да е понатаму. Да, мене многу ми се допадна ова што ги кажа процесите, десетина или колку беа што од најлесно кон најтешко, и мислам дека јас како сопственик на компанија многу би ми било корисно да ангажирам HR консултант да рече прва точка, а имате 70%, втора точка 95%, четврта точка 0%, пета точка 0%, и тоа е валја дел од HR аудитинг што го кажа ти на почетокот во диагностика. И можеби за тоа, како што кажа, некоја мала компанија има конкретен проблем, меѓутоа тоа е причина последица, дали тоа е проблемот или симптом за некој заднински поголем проблем.
Многу корисен разговор, Ивана, мислам, баш ми даде перспективи и јас лично што мислам во компанијата од HR аспект што треба да дополнително да направам, а се надевам дека и тие што ќе го слушаат оваа епизода, ќе си го постават сами прашањето, докаде сум јас со HR-от во мојата компанија. Дали имам потреба од стратегиски HR, дали е доволно еден човек само што процесира плати и како го кажете хигиена, мислам дека го кажа. Хигиена, да. Договори. Мораш да имаш, а никој не ја приметува. Да, или пак има уште десетина други процеси кои што ако сакаме да растеме како компании, мораме, бидејќи HR-от е круцијален аспект од целокупното работење. За крај само сакав, Ивана, да прашам каде може да те пронајдат слушателите? Мислам, доколку некој сака да те праша нешто дополнително поврзано со HR или пак доколку се заинтересирани за соработка како HR консултант, каде всушност можеме да те најдеме? Ние HR-ите само на едно место бараме луѓе, на LinkedIn. За нас е тоа алатка, нон-стоп ни е отворен LinkedIn, на Facebook, на телефон, на компјутер. Предпоставуваме дека и другите користат. LinkedIn би бил сигурен сорс, но и вака генерално, нели ние сме мала средина, не е тешко. Мојата афилијација вака кон МКА, МАЧР, Асоциацијата на советници и Асоциацијата на советници за развој на кариера би биле еден лесен извор за оние што не можат да ми го запамтат името. Може да ме побара преку трите асоциации или Ивана Дечиновска-Стојановиќ на социјални мрежи. За сега работам фриленс, придонесувам кон гик економијата, така што по име и презиме е мојот бренд. Браво. Ивана, сакам да се заблагодарам за информациите што ни ги сподели од HR аспектот. Се надевам дека ќе му се најде корисно на тие што ќе ја слушаат оваа епизода. И уште еднаш се заблагодарам што ни беше гостин, па се надеваме дека пак ќе те поканиме па за некој друг аспект во HR-от што можеш да ни кажеш исто вака вредни информации. Со задоволство, многу ти благодарам за поканата, ти благодарам што и даде внимание на оваа тема во името на Фелата. Да, мило ми беше и мене.